Ова е кај Ванчо Петковски, така. Производство на матици. Се работи за производство на матици. Да погледаме, ова е тој рам. Млади се втордени. Млади. Това е еден им обшеда. Пчелите го чувствуваат феромонот на млечот и кога се подига рамот и кога се враќа, пчелите како да го бараат, еве гледате, од горниот дел на сатоношите како да се движат према ларвите. И еве полека кога ги дигаме, исто еве и вториот рам, и тој е посетен доста. Еве како изгледа добро посетен рам на втор ден пресадени ларви, ние може после некој ден ќе ги снимиме како изгледаат подугачки кога сега се уште мали. Се уште мали затоа што се уште мали, само што се повлечени, ова е прв ден. Ќе видиме понатака, ќе ги снимаме, можда е ова е една утка. Меѓутоа, како што гледам, овие скоро сите се добро повлечени. Супер. Ево, една утка само. Негде околу 70 матичњаци влече овој стартер. Еве колку е посетен и како е. Ќе видиме следните денови како ќе изгледа повлеченоста на ларвите. Значи, тоа е тоа. Тоа е тоа, да. Втор ден. Да, втор ден ларви. Добро, Ване. Сега до душа има уште еден тука. Меѓутоа може да се снимат оплодњаците сега овие, да не пролета некоја матица. Вчера искашеше од овој белиот оплодњак усред дожд искочи на парење и се врати. Овие другите може и сега да излезат затоа што е интересно времето. Инаку сите се живи и излезени матици од оплодњаците. Тие се беби оплодњаци. Има уште еден стартер овдека. Може и тој да се покаже со матичњаци, меѓутоа, ај во следната прилика да не имаме. Следната прилика, да. Двата ќе ги покажем покасно. Супер. Супер. Тие се мајсторски. Тие се мајсторски. Кој ги прави? Тоа е тоа. Прекрасни матичњаци, тоа е тоа. Иако стартерот не е многу претерано голем, ни јак, ни не пренатрпа него. Тоа е, тој така влече. Убави, стварно убави матичњаците се. А? Може да и прв пат гледаш ти? Не. Или вакви, мои? Добро, не е битно. Важно е ова убави матичњаци крупни.